Пред себе сакал да изразам голема благодарност на поканата за учество на овој семинар како представник на Истражувачкото здружение на студенти географи природник, посебно со тоа што ова е еден вид на продолжување на соработката помеѓу природник и Македонското географско друштво, кое што за жал, би рекол, во почетокот на короната некако како и сите останати активности запрено, полека се би рекол ќе се вратиме во новите активности. Оваа активност, поточно оваа презентација ќе биде насочена кон една тема која што можеби во моите 10 години наназад активно ја работам како волонтерно, така и како ангажирано лице, а тоа е заштитата и самозаштитата во случај на катастрофи. Како да го пренесеме знаењето до нашите ученици, поточно до вашите ученици во основните училишта, но и било кои други организации каде што работите вие. Пред да ја започнам презентацијата, чисто на кратко би сакал јас да се представам, не од аспект на фалење, туку од аспект да видите зошто баш конкретно јас оваа презентација ќе ја направам денеска. Абсолвент на Институтот за географија на насоката ГИС, веќе во подготовка на дипломската работа, која што се надевам дека во најскоро време ќе ја завршам. Мојата позадина е веќе можеби повеќе од 10 години како волонтер и вработен во Црвен крст на Македонија во програмот за подготвеност и одговор при катастрофи. 5 години веќе професионално искуство од областа на намалувањето на ризици од катастрофи и климатски промени. Веќе, како што кажи професорката, 3 години председател на Истражувачкото друштво на студенти географи природник, спелеолог во Истражувачкото друштво Урсус Пелеос, активист за заштита на животната средина, а во овој момент веќе од месец јуни сум вработен во Сдруженијето на граѓани Екологик, и моментално со УНИЦЕФ работиме на проект, на програма за унапредување на образованието за животна средина и климатски промени, посебно во градинките и основните училишта, нешто што слушнав и од претходните презентери и нешто што се поклопува, па и во иднина можеме многу повеќе да соработуваме на ова поле. Може би со дел од вас и веќе ги реализираме од активностите, бидејќи во рамките на активностите кои што ги реализираме во тој проект има доста вклучено и географи. Целите на оваа презентација ќе бидат поделени на два дела. Една е пред се запознавање со термините и стекнување на општи знаења за намалување на ризици од катастрофи, заштита и самозаштита во случај на катастрофи. Да, дел од нас веќе ги имаме поминато и дел од вас ги имате поминато, но секогаш е добро да се подсетиме на овие теми, бидејќи секогаш е добре дојдено подсетувањето, посебно во случај на подготовка за случај на катастрофи и нормално запознавање на начини и практики за трансфер на знаење до учениците. Нешто што не се сомневам дека вие го работите доста активно, сигурно дека ќе имате многу по-конкретни примери, но ќе ви дадам и некои насоки кои што можеби ќе ви допринесат до по-активно изучување на оваа тема. Би започнале на почеток со краток вовед во делот на заштитата и самозаштитата во случај на катастрофи. Значи, јас оваа презентација секако ќе оставам и во Македонското географско друштво и слободно ќе може да се сподели со вас, доколку сакате и вие да ја превземете и нормално може да ја споделите со вашите колеги во рамките на образовните институции. Катастрофите како заеднички елемент имаат неколку работи. Пред се ги погодуваат луѓето, но најчесто го погодуваат сиромашното население, но и најранливото население, а тука би ги сместиле пред се децата. Резултат е на природни дејства, но за жал во последните години ги гледаме дејствата предизвикани од човекот, бидејќи тие се почести катастрофи. Во изминатите години, пред се и во минатата година, но и во тековната, можевме да видиме навистина големи катастрофи кои што ја погодија нашата држава, кои за жал во голем дел беа предизвикани од човекот. Видовме и кризна состојба, особено во делот на пожарите. Исто така заеднички елемент на катастрофите е дека ги надминуваат можностите на семејството
на групите, на заедниците, на локалните заедници, но и на национално ниво да се справат со самата катастрофа. Како што кажав, природни катастрофи, доста често ги гледаме, тука веќе многу малку имаме можност за некоја интервенција или за подигнување на свест, единствено само во делот на градење на капацитети за правилно действување и за жал катастрофи предизвикани од човекот. На територија на Македонија има доста голем број, има проценка од страна на Центарот за управување со кризи, како и Дирекцијата за заштита и спасување, за каков вид на катастрофи може да се случат, но бидејќи се навистина голем број во интерес на времето, јас ќе се фокусирам само на неколку. Ќе ги спомнам, најголем фокус, особено во делот како да се подготвиме и како да реагираме заедно со учениците, ќе ги имаме првите три. Значи, тука во катастрофите ги вметнуваме земјотресите, поплавите, пожарите, затоа тука викам дека имаме доста голема помешаност помеѓу човечки фактор и природен фактор, особено во делот на пожарите, одроните или изгањата на земјиштето, кои што понекогаш се и причинско-последични врски имаат со претходните катастрофи. Сообраќајни несреќи, за жал и тие влегуваат во овој дел. Еден факт за Македонија е како територија во Европа на толку мало подрачје се има случајно можеби и најголем број на авионски несреќи со човечки жртви. Техничко-технолошки хавари, рудници, јаловини, снежни намети и лавини, и воени конфликти и многу други. За жал, сите овие работи, доста големо искуство имаме во изминатите години во Македонија, особено би рекол со поплавите, кои што за жал во последно време се позачестени, како од влијание на климатските промени, но како и под влијание на, за жал, човечкиот фактор, кој што секако негативно влијае врз развој на овие активности. Како да се подготвиме? Значи, овој дел е доста битен, но и е многу лесен. Пред се би рекол, особено во 21 век, во време на компјутери и лесен пристап до интернет. Како може да се подготвите вие, како може да се подготват вашите колеги на работа, но и пред се во вашите домови. Дознајте повеќе, би рекол, од локалните власти, од Црвениот крст и општинските организации на Црвен крст кои што работат на територија на вашите општини, но и од други организации и институции кои што се пред се релевантни во оваа област. Тука нормално и Институтот за географија кој што голем дел од професорите работат на овие полиња и може да ви обезбедат и да споделат со вас најразличен вид на податоци. Пред се, податоците кои што може вие за себе, но и за вашата работна околина да ги обезбедите се кои видови на природни, еколошки катастрофи, но и катастрофи предизвикани од човекот може да се случат во вашата заедница. Дали е тоа работна организација, вашето училиште или место на живење, населба, се едно е. Значи, битно е вие да бидете запознаени што се може да се случи кај вас. Поради тоа што доколку вие сте запознаени, тогаш веќе ќе можете полека и да се припремате како вие да реагирате во тој случај. Исто така, доста битен фактор е дали вашата заедница има средства за известување, дали вашето училиште има средства за известување. Ќе дадам еден можеби позитивен и негативен пример, некако и две во една. Во последните земјотреси кои што беа во Охридскиот регион, настана наистина голема паника и за жал голем дел од криминалците ги користат тие моменти и оделе од врата на врата и тука ги известувале луѓето да ги напуштат своите домови и тука и за жал се случувале ограбувања. Поради тоа, вие треба однапред да знаете кои се тие релевантни институции, како што се локалните власти и останатите институции, како Дирекција за заштита и спасување и Центар за управување со кризи. Дел од прашањата за информирање се секако и начините како да им помогнете на вашите ученици и колеги. Знам дека имате поминато вакви обуки, барем ако не основна обука за прва помош поминува секој кој што е возач, но добро е да знаете како и понатаму може да им помогнете на колегите и секако на учениците.
Исто така, еден многу битен фактор во делот на информирањето е првично да проверите дали постојат планови за справување со катастрофи, поточно елаборати за заштита и спасување во вашите институции. Ова е законска обврска на секоја образовна институција и се надевам дека на вистина сите го имаат овој план подготвено и ажурирано. За жал се случуваат моменти каде што институцијата го нема ажурирано сето тоа, но затоа тука се институциите од државата кои што може да помогнат од аспект на ова поле. Секако доколку го немате, исто така може да се подготвите вие самите и заедно со вашите колеги. И тоа се прави на неколку едноставни и лесни чекори. Првично е да се состанете со колегите и да разговарате зошто мора да се припремите во случај на катастрофи. Ова го поврзувам со тоа што го напоменав на почетокот. Учениците се едни од најранливите групи во случај на катастрофи, а вие како одговорни за нив за време на наставата треба да се грижите за нивното здравје. Разговарајте околу видовите на катастрофи кои може да се случат и објаснете што треба да се направи во случај на катастрофа. Значи се навраќаме на првиот чекор информирањето, да се запознаеме што може да се случи во вашата околина. Доколку немате претходно одбрано, одберете две локации за состанување во случај на катастрофи или евакуација. Доколку секако реков не е планирано во рамките на планот. Нормално запознајте ги родителите на учениците со плановите за евакуација, поради тоа што во случај на катастрофа може да настанат големи паники, до родителите да дојдат да си ги побараат децата и да ги земат и наеднаш да се случи ситуација на исчезнато дете, вие да не знаете каде е детето, сепак вие сте одговорни за него во таа ситуација. Нормално покрај сите овие, доколку ги има, треба да се запознаете со рутите на евакуација. Самото вежбање допринесува до многу подобра практична реализација на овие активности. Нешто што може да ви помогне на вас дома, за тоа и оваа презентација е наменета за вас на работа, но дели за вас дома, се неколку, би рекол, клучни активности. Во близина, еве како прва активност, во близина на телефонот забележите ги сите важни броеви, како што се пожарната, полицијата, итната медицинска помош. Овие броеви, верувајте дека во случај на паника или нешто ако се случи на вистина, може да се случи да ги заборавите или да ги помешате. Во овој момент се подготвува бројот 112, кој што би требало да ги обедини сите овие броеви за воитни ситуации. Во рамките на образовните институции секако имате одговорни лица, домари кои што се грижат за доводот на вода, струја и плин, но сепак би било добро и вие да се запознаете со истото, поради тоа што во случај на катастрофа може одговорното лице да е повредено, да не може да ги затвори водата, плинот и струјата, а доколку не ги затвори, навистина се доведуваме во ризик да настанат дополнителни проблеми и катастрофи во рамките на образовната институција. Секако, осигурувањето тоа е нормален дел од функционирањето. Доколку имате можности, јас знам дека во делот можеби новите училишта кои што се градат, веќе е стандард за поставување на димни аларми во просториите на училиштето, но доколку има секако можност, тоа е една од придобивките на модерното време. Доколку имате секако планирано, дел од училиштата имаат веќе во нивната годишна програма курс за користење на противпожарни апарати и секако разгледајте ги каде се поставени, каде може да се искористат. Ова е многу битно поради тоа што најчесто во случај на пожар многу кратко време е потребно за да се изгасне пожарот, но доколку не се изгасне за толку кратко време, може да настанат дополнителни проблеми. Противпожарната заштита исто е поврзуваме и со обуките за прва помош, како и поседување на прва помош кутија, која што е законска обврска на институциите, а исто така и законска обврска е особено во работните организации да имате стручно обучено лице со поминат курс за прва помош во работни организации. Секако, тука се и излезите и плановите за евакуација, сигурните места
но исто така многу битен фактор е и самата проценка која што вие може да ја направите во рамките на образовните институции, да процените прво во вашата училница што може да се случи, што може да падне, што може да направи проблем доколку се случи било каква катастрофа, ќе земеме пример пожар, поплава или земјотрес. Се ова што го правиме за да ги намалиме можните последици и да го намалиме времето на опоравување во случај на катастрофа. Сега ние викаме дека ќе се информираме, ќе подготвиме планови, но доколку ги имаме тие планови, ги поседуваме, а само ни стојат во фиока и ништо не правиме по тоа прашање, исто како да ги немаме. Генерално е добро во случај еднаш годишно да направите, би рекол, проверка за телефони, место на собирање, да направите симулацијска вежба, практична симулацијска вежба со евакуација, иако сите препорачуваат и сите светски практики препорачуваат барем 2 пати во текот на годината да го направите тоа. Пак би поврзал со можеби некое практично искуство. Во моето работење во Црвениот крст јас бев активиран за време на мигрантската криза како парамедик, медицинско лице за помош. Се случи струен удар на железничка станица, отидовме, помогнавме, за среќа се спаси човекот и се вративме и не знаевме што се случува. За наша среќа некој го снимал тоа од страна и буквално се видовме и се слушавме како ги повторуваме сите чекори, дури на глас ги повторуваме сите чекори кои што сме ги вежбале за време на нашите обуки за прва помош. Ова го поврзувам со евакуацијата, доколку ја вежбате евакуацијата и гаснењето на пожари, првата помош и било што друго, тогаш многу инстинктивно ќе ви дојде да реагирате во овој случај, сепак правилно, но не без паничење. Секако во делот на вежбањето секогаш е потребно да се проверуваат апаратите за гаснење и секако димните аларми. Си имаат и апаратите за гаснење редовен сервис кој што треба да се почитува. Во делот од училиштата секако имате образовните институции, имате и запаливи, експлозивни, можеби и токсични материјали, особено во делот на хемијата, и затоа потребно е тие да бидат секако во посебни простори, во посебни контейнери држани на страна. Во делот на проценката која што ја спомнав во претходниот слайд, гледате тука пишува да ги фиксирате предметите кои што може да паднат. Сега не кажуваме дека треба сите предмети да ги испуштиме доле и да не се мрдаат, нели? Потребно е навистина да бидат безбедни, бидејќи се случува при земјотрес да паднат ормарите, да падне можеби некој телевизор, компјутер кој што ќе не повреди нас или децата. И секако нормално, можеби како последна точка од делот на вежбањето е првата помош. Секогаш треба кутијата да е исправна, бидејќи не знаете во кој момент може да се случи најобична грематинка кај децата или кај колегите. И сега го поминавме делот на информирањето, како може да се подготвиме и за жал доаѓаме во делот на како да се реагира во случај на катастрофа. Како што напомена во почетокот, ќе опфатиме за сега само 3 катастрофи, како што се земјотресот, поплавата и пожарите, и понатаму доколку имате секако интерес, стојам на располагање да направиме и дополнителни обуки и нормално стојам на располагање да ве поврзам со останатите институции како што се Дирекцијата за заштита и спасување и Црвениот крст, да може да ви излезат во престерет во делот на обуките. Се случува земјотрес, и мене ми се има случајно дека сум во училиште и ви го кажувам од аспект дека за мене беше навистина стресно, поради тоа што наставникот кој што беше со мене во четврто одделение, кога се случи земјотресот, не остави и скокна низ прозор. Среќа беше приземје и беше навистина, немаше никакви повреди наставникот, а ние бевме оставени сами на себе. Затоа се овие работи за вежбање и повторување на знаењето. Не е страшно да било кој да паничи, но сепак тука се грижиме за учениците. Доколку во моментот на просторот во моментот на земјотресот се најдеме во затворен простор, поточно во училница,
Прво нешто што треба да направите е да им кажете на вашите ученици, да им посочите дека тие треба да ве следат во сите моменти на делување. И прво и основно, треба вие да не паничите, поради тоа што доколку вие паничите и учениците ќе паничат. Вие треба да бидете тој позитивен пример кој што тие ќе го следат. Посочете им дека треба да клекнат или да легнат на под, да седнат исто така на колената и да со едната рака, се надевам дека се гледа на камерата, да го заштитат нивното лице, а со другата да го заштитат нивниот врат. Во оваа позиција треба да бидат под нивото на масите, поради тоа што да гледаме дека во некој од прирачниците се посочува дека и под маса е безбедно, но сепак не знаеме колку се тие маси квалитетни и колку може да издржат. Во тој момент може да се препорачат до масата, под ниво, значи на масата, со едната рака на лицето и другата рака на вратот за заштита. Им посочувате на учениците да причекаат додека не заврши потресот. Може би еден од добрите начини е вие да застанете на вратата, поточно на касата од вратата, и да тука да спречите некои од децата веднаш да истрчаат, бидејќи може и да се случи тоа. Секако проверете дали сте вие повредени, дали вашите ученици имаат потреба од прва помош или некои повреди и доколку некој од вашите колеги во околината исто така има повреда. Внимавајте на електричните кабли, внимавајте од можност за пожари кои што се доста чести во случај на земјотрес. И сега исто така битен дел, доколку морате да ја напуштите училницата и така ви е нагласено од страна на одговорното лице во вашата школа, со себе земете го дневникот и листата на присутни ученици, поради тоа што вие заедно ќе мора да излезете и да ги преброите учениците, дали се сите тука, дали се сите на број, некој да не останал, да не биде заборавен натрag, бидејќи како што напоменав, вие сте одговорни за нив во тој момент. Доколку се најдете на отворен простор, може би во школскиот двор, останете на самото место, тргнете се од некои објекти, дрва, столбови кои што може да паднат и да ја повредат вас и вашите ученици, клекнете и истиот процес направете го со раката, значи како што кажавме, едната рака на лицето, другата на вратот, за да може да се заштитите, бидејќи тука ќе има и прашина и најразлични други материјали кои што може да ги повредат и учениците и вас. Сега има уште неколку аспекти од делот на земјотресот. Тоа се доколку во случајве се најдете ви или учениците во ходник, навалете се на крајот на внатрешниот зид, заштитете ги главата и вратот и задржите ја положбата се додека се клати. Сега внимавајте особено на тој дел или на било кој, доколку се подпирате позади некој објект. Ова се вика триаголник на животот и тука е предпоставка дека доколку се сруши зидот, овој триаголник ќе ве спаси вас. Проценката е многу битна, бидејќи ако ова овдека е стаклен ормар, може навистина да не повреди нас и учениците. Доколку се најдете на скали, каде што има образовни институции на 2 или 3 спрата, сепак најнебезбедни места се скалите и лифтовите или терасите, но доколку ве затекне земјотресот таму, најбезбедно е да се фатите за гелендерот и повторно да го повторите процесот на заштитување на лицето, очите и вратот. Понатаму, кога ќе прекине тресењето, ќе прекинат автершоковите, тогаш е безбедно да продолжите со евакуација. Тоа беше во делот на земјотресот, а во делот на поплавите, кои што за жал се почесто ги гледаме и се почесто до урбаните средини ги гледаме, и за жал имаме големо искуство на ова поле, се за жал негативно. Тоа би го поврзал со едно истражување кое што го работев преку еден проект, каде што работевме за едно подрачје кое што беше погодено од тешки поплави.
правевме истражување на знаењата на децата, на учениците поточно од основно училиште, што треба да направат во случај на поплава. За мене еден поразителен податок беше што на прашањето што треба да правите кога ќе се случи поплава и надоаѓа вода, имаше 3 понудени одговори: да останеме на исто место, да одиме во подрум и да се скриеме или да се качиме на повисоко. Верувате дека повеќе од 65% од одговорите беа дека ќе се скријат во подрум. Тоа е за жал поразителен факт кој што навистина понатаму треба да работиме и да го смениме тоа мислење. Во делот на поплавите, пред се треба да го познавате вашето подрачје, каде што работите, но и каде што живеете, и да ги слушате информациите кои што доаѓаат од локалните институции. Доколку работите во подрачје кое што е подложено на поплави и е наложена итна евакуација, веднаш треба да се евакуирате вие, да се упатите на повисоко и да ги евакуирате вашите ученици, бидејќи секое спротивно однесување за жал ќе става во ризик и учениците, но и спасителите кои што ќе дојдат да ги спасат. Во случај на евакуација, секако, како што кажавме, се следи планот и се следат чекорите во рамките на планот. Доколку идете на кај работа и случајно ве начека поплава, веднаш пронајдете нов пат, вратете се што е можно побрзо на безбедно место. И доколку сепак не можете, навистина водостојот е голем, веднаш пробајте да го напуштите возилото и качете се на повисоко сигурно место. Повисоко место во тој случај не е возилото, поради тоа што возилото, за жал, од практични примери што ги видовме, веднаш може да биде повлечено од водата. Секако внимавајте на електричните инсталации кои што за жал секако ќе ги има и немојте да пробувате и пробајте тоа да го спречите доколку се гледате дека се случува некој да проба да помине низ водата или да плива на некое друго место. Најразличен број на материјали, штетни, остри може да ги повредат или наеднаш да дојде вода која што ќе ги повлече и за жал може да се удават. Секако, доколку за жал нема да може да ја напуштите училницата, секако ќе ги известите надлежните институции, противпожарната, спасувачите, да дојдат и да ве спасат. Тука ќе ги качите учениците на повисоко, доколку можете на повисоки спратови во ред, доколку можете ги качувате и на масите, се да го избегнат делот на водата и да бидат тие безбедни. Пробувате се да ставите, да речеме, можеби крпи, се што може да најдете и да ги затворите местата од каде што може да дојде вода внатре во рамките на училницата. И сега како последна катастрофа, која што за жал е исто доста честа, дали во урбаните или во шумските предели, тоа се пожарите, нешто што го видовме во изминатите години, нешто што го гледаме за жал доста често. Доколку се случи пожар, доколку имате апарат за гаснење пожар, пробајте да го изгасните. Но доколку пожарот не може да го изгасните со противпожарен апарат или било кое друго средство, евакуирајте ги учениците, евакуирајте се себе си и излезете надвор што можете побрзо и посигурно на отворен простор. Пред се, тие апарати што ги имате во рамките на институциите се од прилика 8, 10, 15 на секунди имаат можност за гаснење на пожарот. Доколку исто така треба да поминете заедно со учениците низ чад, колку го има во рамките на институцијата, натопете некој материјал, кебе, мајци, некој кој што може да ги најдете јакни, натопете ги со вода доколку имате можност и ниско поминете ја димната завеса. Зошто викам ниско? Поради тоа што топлиот воздух секогаш оди нагоре, а ладниот ќе биде доле и тука ќе имате многу поголема можност да се движите. Доколку видите оган во правецот од каде што сте се упатиле, веднаш барајте друг правец на евакуација, никогаш не одете директно во оганот. И не заборавајте, ако треба да излезете, затворете ја вратата, да пробате да превенирате да се прошири пожарот на другите места и секако
дадете знак, сигнализирајте и јавете се на противпожарната единица да дојде. Доколку за жал се случи вие да сте заробени внатре, има и други можности. Како тоа да го направиме? Пред се, како да процениме дека од другата страна има пожар или има извор на топлина, тоа е преку кваките. Со надворешноста, за да не се повредите, со надворешноста на дланката, допрете ја кваката, доколку е топла. Голема веројатност од другата страна да има извор на топлина и секако може би да доаѓа чад. Зошто го говорам ова, бидејќи доколку му дадеме дополнителен кислород на пожарот, може да настане дополнителна голема експлозија. И секако, ако се случи да излезете, не се враќајте назад се додека не ви кажат пожарникарите дека е безбедно. Пред се вие треба да се грижите за учениците. Значи, дали во земјотрес, поплава или пожар, сепак исто е процедурата и за дневниците, кои што сепак мора да ги имаме или барем некои листови за евиденција за да знаеме дека сите наши ученици се тука. Во сите овие моменти, внимавајте на бројот на учениците, внимавајте, знаат и да се сокријат, знаат и во паника да избегаат. Доколку не можете, ова е и последна опасна ситуација во тој дел, сте заробени во просторија каде што има пожар, најниско што можете, одете значи клегнете, како што кажав, топлиот воздух оди горе, ладниот доле, одете по страните на зидовите и пробајте да отворите прозор, за да може да им сигнализирате на пожарникарите дека вие сте тука и тука да може да ве спасат. Зошто викам дека треба да одите по крај, поради тоа што тој најкраток пат, ако одиме и пресечеме, може да падне нешто, да не повреди и да настанат дополнителни проблеми. И сега може ова да го збориме принципите колку и да сакаме, и првата и основна работа која што доаѓа е да не паничиме. Знам дека може би е проблем некогаш, но како што го напоменав и претходно, вие сте примерот кој што треба да го следат вашите ученици. Останете мирни, стрпливи, не паничете и имајте ситуацијата во контрола. Немојте да дозволите да немате контрола врз учениците. Следете ги плановите и насоките за евакуација кои што ги имате и слушајте ги нормално упатството од училишниот разглас или одговорното лице кој што го имате. Доколку има потреба од прва помош, слободно нормално помогнете им на учениците, помогнете им на вашите колеги, проверете дали има оштетување училницата во делот особено на струјата, да не настанат проблеми или повреди. Доколку имате можност и да помогнете да ги затворите водата, плинот и струјата, доколку го има, направете го тоа. И секако користете батерии за осветлување, доколку треба да се случува во втора смена навечер да се случи катастрофа. Би било пожелно да го имате тоа со вас, поради тоа што така ќе може да излезете надвор од училниците, доколку во рамките на вашата институција нема панична сигнализација, иако, како што напоменав, тоа е и одговорност на институцијата тоа да го поседува. Веднаш напуштете го училиштето, доколку така ви кажат, дневникот, листата на присутни цело време ќе повторуваме, се со цел да можеме тоа да ни стане еден вид на пракса, што не се сомневам дека не е веќе пракса кај вас. Преборите ги учениците пред и после евакуацијата, за да имате контрола на ситуацијата што се случува, затворете вратата и нормално известете ги родителите што се случило, дека се е во ред или доколку има некој проблем, објаснете им го тоа на нив. Ова е еден пример на план на евакуација која што треба да го има секоја образовна институција, дали градинка, основно, средно училиште. Ова мора да го поседува, и тоа е законска обврска. Ова тука ајде ќе ги посочиме како училници во рамките на сликата. Црвените линии кои што ги гледате, тоа се плановите за евакуација, каде што е посебно насочено која училница, кога излегува, каде излегува, по кој правец се движи, алтернативни излези и влезови, места за евакуација, каде стои кутијата за прва помош, каде стојат противпожарните апарати,
важните телефонски броеви, легенда на самиот план, и ова се поставува на високо, поточно на видно место во рамките на институцијата, во голем формат, да може секој да го прочита и секој да го следи. Ова е предусловот за да можете вие да бидете безбедни и вашите деца да бидат безбедни. И сега се надевам дека успеав накратко да го пренесам ова до вас. И накратко сега, со оглед на времето, ќе поминеме во неколку практични примери за како да го пренесеме ова знаење сега што го имате и како да ги подготвиме учениците. Нешто што како препорака би го дал е првично работилници и организација на настани во соработка со институции или организации или невладини организации, а тоа се едукативни работилници, може гости предавачи, може настани да одите, може вие да ги посетите институциите, а пред се тоа се дирекцијата за заштита и спасување, Црвен крст и подрачните единици, противпожарната бригада, Центар за управување со кризи, Центар за јавно здравје, Агенција за храна и ветерина, најразлични невладини организации, пред себе како што јас работам во моментот во Сдруженијето на граѓани Екологик или други организации кои што работат на ова поле, слободно контактирајте ги и на вистина организациите се желни да помогнат и да ви помогнат вас и на учениците особено во делот на подигнување на свест и градењето на капацитети. Ова се фотографии, пред се ова е од активност за противпожарна заштита и посета на ученици. Ова е една активност во градинка која што ја работевме во градинка во општина Центар, каде што заедно со децата од градинките учевме за како тие да се заштитат во случај на земјотрес. Многу практично и навистина интересно искуство. Нешто што исто така треба да го правите и може да го правите се организирањето на симулацијски вежби, кои што како што напоменав се и законска обврска, значи да ги реализирате, секако контактирајте ги локалната самоуправа, каде што вие работите, дирекцијата заштита и спасување, Црвен крст, противпожарна бригада, Центар за управување со кризи, МВР. Сите овие институции на вистина се желни да ви помогнат. Тоа цело време ќе го напоменувам, бидејќи доста голем број на материјали и стручни лица има во тие институции кои што може да помогнат. Би препорачал најмалку една вежба во годината, најмалку збориме, 2 вежби ако направите тоа навистина би било одлично. Само вежбање е одлична можност. Тоа и дополнително ќе им помогне на учениците практично да го видат тоа што ќе го зборите. Можеби преку презентација на нив нема да им биде интересно, бидејќи цело време можеби слушаат предавања, но вака практично кога ќе осетат многу е друг пристапот за ова. Сега исто така преку соработка со институциите и со образовните и со училиштата гледам дека се поголема е креативноста од страна на наставниците, така да препорачано е да се прават најразлични видови на конкурси, дали се ликовни или фотоконкурси, дали без разлика во наставна или воннаставни активности, подготовка на раскази, организирање на креативни тематски работилници поврзани со намалување на ризици од катастрофи, подготовка на видеоматеријали, проекција на филмови, бидејќи сега на YouTube можете да најдете буквално се од аспект на намалување на ризици од катастрофи, драми, театарски представи, може да ги вклучите родителите, но и познатите личности, каде што учениците се угледуваат на нив, тие да им бидат позитивните примери кои што ќе ги следат, екскурзии, посета на ученици. Ова се дел од фотографиите кои што учениците ги работат, цртаат, сликаат, тематски, конкретно може да речеме, цртаат сега во момент за климатски промени, влијанието на сонцето, топлотни бранови и пожари. Нешто што сакав до малку поголем фокус да ставам, а е нешто што и во овој момент го работам, а тоа е искуственото учење, кое што е процес на учење преку практично искуство и навистина се разликува од обичното или дидактичкото учење во кој ученикот игра релативно пасивна улога. Овие активности може да се поделат на најразличен вид на активности, дали се во училница, вон училница, онлайн активности со родители, со ученици, преку тимски работи,
реализација на експерименти или било што друго. Во оваа фаза, особено преку активностите во проектот за унапредување на образованието за животна средина, климатски промени, се подготвуваат најразлични материјали од областа на животната средина и климатските промени, преку кои што практично сето ова што го збориме, што го имате и вие во наставните програми, што го има и во презентацијата, преку интерактивен начин може да го презентирате на децата. На нареднивите неколку слайдови ќе ги видите чисто извадоци од некои активности кои што еве овие се материјали во собственост на Црвен крст на Македонија и ова се буквално активности и експерименти. Може така некако во тој дел да ги вметнеме, каде што преку претходно подготвени активности кои што се даваат на вас, вие конкретните теми, да речеме, од запознавање со важните телефонски броеви, значи подигнување на свеста и капацитетите на децата и знаењата како да реагираат во случај на катастрофа, ќе ги реализирате. Тука ви се сите материјали кои што се потребни, ете гледате листови, картон, лепак, начин како да се подготвите, што треба да направите за да ја реализирате оваа активност, кои податоци да ги посочите и можеби некои дополнителни факти. Еве исто таков пример е и слика која ме асоцира, значи кај што еве пример на материјали се лист поделен на два дела, едниот дел се прикажани слики од оган и вода, а на другата половина реченици или искази карактеристични за нив. Значи да можеме учениците веќе да ги фокусираме и да ги развијат своите можности, капацитети за осознавање на сите овие проблематики. Не е само Македонија, ова го има низ цел свет, значи навистина голем дел на материјали. Ова е пример за куклена представа, преку која што преку куклена представа и материјали може да им посочите на децата што треба да и кој, ете, што е пожарникарот, што е докторот, што е полицаецот, боење преку броеви, каде што ги учат броевите, ги учат боите, но преку тоа учат и за влијанието, гледате на циклонот, пожарите, поплавите и сето тоа им се подигнува свеста, буквално интерактивно учење. Ова е еден вид на план за евакуација. Нешто што е пропратно, тоа се едукативните материјали, како што се постери, флаери, видеоматеријали, брошури, прирачници, сега можете буквално се да најдете. Посетете ги страните на веб страните на Црвениот крст и Дирекцијата за заштита и спасување и навистина голем дел од овие материјали ви се веќе достапни онлайн. Дали се тоа видео материјали за земјотреси, за пожари, како да реагирате, се имате дури делот на првата помош. Сето тоа може да го искористите за вашите ученици. И како за крај, јас малку отидов надвор од времето, иако многу успеав да скратам, бидејќи ова навистина трае многу повеќе од 1 час и половина, би завршил со една мисла: if you fail to prepare, you prepare to fail. Ако не успееме да се подготвиме, се подготвуваме за неуспех. Така да ви благодарам за вниманието. Ова на последниот слайд е мојот имејл, доколку сакате дополнителни некои материјали, насоки или било што да ве поврзам со институциите за да ви помогнат, слободно пишете ми, контактирајте ме, на располагање сум ви цело време, така да ви благодарам на вниманието.